Променливите временски услови уште за време на вегетацијата, но и сега, на самиот старт на жетвата, не ги попречуваат земјоделците од Кочанскиот регион да го започнат собирањето на есенските жита. Земјоделската механизација веќе влезе во нивите и се собираат првите количини јачмен од овогодишната реколта. На почетокот од жетвата, добиените количини по хектар се пониски од просекот на житородните региони во Македонија, па дури и во споредба со минатата година во Кочанскиот регион, велат земјоделците. Па не сме многу задоволни, ама ќе видиме до крајот, додека ожнееме. Зашто? Па става нешто прикот, нема како ланскиот. Па не може да кажеме još додека не ожнееме. Ама од ово што се гледа слабо. За една недела се очекува да започне и жетвата на пшеницата, а според првичните согледувања кај неа, како и кај јачменот, најверојатно ќе се добијат нешто послаби приноси. Земјоделците претпоставуваат дека причина за тоа е што токму во мај, во периодот на вегетација на житата, немало врнежи во доволна количина за да се наполни зрното. Од вкупно засејаните нешто повеќе од 5000 хектари со пшеница и јачмин се планираше годинава да се добијат околу 9000 тони лебно жито и близу 7000 тони јачмен. Сепак, неизвестно е дали од реколтата ќе се обезбедат овие количини. Освен од приносите, земјоделците се незадоволни и од ниската откупна цена за килограм јачмен, што практично е слична на минатогодишната. Со оглед на квалитетот на зрното, нема изгледи да се добијат повеќе пари за предадените количини. Цената никако, скоро 8 динара. Тоа е малку. Поради ниската цена, производството на јачмен е нерентабилно. Затоа земјоделците размислуваат и воопшто да не ги продаваат произведените количини, туку да ги чуваат во амбарите. Тие сметаат дека минимум од 11 денари за килограм јачмен и 15 за килограм пшеница е границата под која едноставно не треба да се оди за да се покријат трошоците за производство. Најмногу од површините во Кочанско, околу 3000 хектари, беа засејани со пшеница, а 1600 со јачмен. Останатите околу 1000 хектари беа засејани со пченка, а неколку десетици хектари со рж.